Младинската репрезентација се наоѓа пред историски успех пласма на Европското првенство. Во ситуација кога само пред неколку надпревари сме на врвот на табелата и сме пред една Франција во нашата група, дали кога ја видовте жребката предвидувавте ваков исход и на што се должи овој успех? На самиот почеток, одма после ждребката, јас бев свесен дека се работи за исклучително тешка група со противници со изедначен квалитет. Тука издои Франција како апсолутен фаворит во нашата група, според квалитетот на играчите со кои поседува. Но текот на квалификациите покажа дека можеме да бидеме конкурентни рамо до рамо со најдобрите, што ни дава за право да бидеме оптимисти за иднината на македонскиот фудбал. Во моментов да, сме лидери во нашата група и мислам дека и најголемите критичари кај нас ќе биде задоволни со ова и ќе дадат подршка и едно браво за момците кои во потполност го заслужуваат тоа и со своите игри и со својот однос кон македонскиот дрес и мислам дека сме на добар пат да бидеме конкурентни и понатак. Селекторите често знаат да кажат дека не сакат многу да го менуваат ростерот во текот на квалификациите. Кој беше вашиот критериум при селекција на овие млади играчи? На почетокот на квалификациите и на мојата работа, тоест на работата на овој стручен штаб, основен критериум беше да играчот биде стандарден и еден од носителите на игра во домашното првенство во својот клуб, за да може да конкурира за местото во репстацијата до 21 година. Сега во текот на овие квалификации, тоест сите што беа селектирани и членови на оваа репстација, на почетокот на квалификациите беа стандардни и носители на игра во своите клубови. Значи до еден сите. Сега во текот на овие квалификации што некои од нив го загубија својот статус на првотимци во клубовите, тоа не е моја работа, мислам дека е дел од клубска политика и од секако и нивните настапи во клубовите, но нити сакам, нити имам право да се мешам во работата на клубовите. За мене е основен показател нивниот однос, нивните игри, која се во репрезентацијата и така ќе биде и до крај. Споменавте нивниот однос. Тренерите имаат и различни тактики, но и различен пристап кон играчите. Кој е вашиот пристап кон овие млади спортисти кои што нели допрво и се развиваат, се оформуваат како играчи? Значи за мојот пристап треба да ги прашате и самите фудбалери, него јас може да кажам во моје име дека секој е испочитуван максимално и респектиран од овој стручен штаб. Шкотските фудбалски репрезентации важат за тврди, бидејќи доаѓаат од островото и бележат солидни резултати на фудбалската сцена. Според вас, како наши следни противници, а и кои што веќе ги добивме на гостински терен, која е нивната најсилна страна, слабости или можеби која ќе биде нашата предност против нив во дуелот? Па како што видовме на нашиот прв надпревар во Шкотска, се работи за репрезентација составена од фудбалери кои се членови на најдобрите клубови во англиската премиер лига, како Челси, Ньюкасл, Рейдинг, Свонси. Самиот тој факт кажува дека се квалитетни, форсирате на игра со доста трчање, доста брзина во нивната игра и самиот тој факт ни кажува дека не престои многу тежок надпревар и ако сакаме да го повториме успехот од Шкотска, треба да бидеме максимално сконцентрирани и на уште повисоко ниво него на тој надпревар. Единствена опасност која може да ни го земе првото место во групата е Исланд, кој што има два надпревари на домашен терен. Со оглед на тоа што игра со противници кои што ние веќе имавме искуство со нив, кое е вашето мислење за овие надпревари кои што би можеле да се покажат како клучни или за дали ние ќе избориме прво место или нема? Искрено сета моја концентрација и подготовка се за надпреварот со Шкотска.
Баражот останува реална опција доколку не го освоиме првото место. Според вас, кои се повеќе посекувани или помалку посетувани репрезентации кои што би можеле да играе, да се сретнеме со нив? Во овој момент не размислам за ништо друго, освен за надпревар со Шкотска. Европските фудбалски гиганти, например од Шпанија и Франција, како која што ја споменавме, имаат многу играчи во елитните европски клубови, како, не знам, Реал Мадрид, Барселона и слично. Мислите ли дека на европско ниво можеме да се носиме со тие европски гиганти? Значи, самиот факт што одигравме два надпревари со една Франција, која во својот состав има играчи кои се Во самата елита. не во самата елита и се стандардни во таа елита, и ние на двата надпревари бевме го диктиравме надпревар, што се вели, и на домашен терен, поготово на тој на гостински во Леман. И самиот тој факт, мислам дека сме на најдобар пат да бидеме конкурентни и да бидеме раме уз раме и со најдобрите. Со ваков настап на младинските репрезентативци, за тимот сигурно следат силни засилувања и може да се рече дека има светла перспектива. Но со оглед на тоа што многумина од овие репрезентативци нема да имаат право за настап во следниот циклус, кои се следните чекори што вие ги гледате за младинскава репрезентација? Момците, сите тие што немаат право за следниот квалификацијски циклус, покажа дека имаат талент, имаат потенцијал, имаат квалитет да бидат конкурентни и за А репстацијата. Што се однесува до играчите кои имаат право за настав, веќе и во составот и за овој надпревар имаме 7, мислам, играчи кои се со право за настап и за следните квалификации, така да полека ги поведуваме во начинот на работа и во атмосферата за U20. И за крај, до кога Боби Милевски планира да биде селектор на оваа репрезентација до 21 година? 3 точки.